Добро вечер, јас сум Васко Кефтов, ова е емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Еве не повторно заедно после 3 месеци, почитувани гледачи. Ќе остане истиот термин на оваа емисија, тоа е денот петок, меѓутоа 22 часот, ќе се дружиме нелите 9 месеци, бидејќи јас и вие заслужуваме да знаеме вистината. Тема на вечерашната емисија ќе биде нешто навистина ексклузивно. Тоа ќе биде емисијата посветена на сите резиденции на маршалот Јосип Брз Тито. Ќе трае некаде околу 55 минути, ако ја погледнете сигурно нема да зажалите. Денес е 12 септември, точно 11 часот и 30 минути, се наоѓаме низлезот од градот Пула и полека се подготвуваме почитувани гледачи да одиме на островите Бриони, односно едни од најомилените острови и летни резиденции на маршалот Јосип Брз Тито. Југоносталгичарите би рекле дека тоа е местото со голема историска важност, бидејќи таму се ударени темелите на движењето на неврзаните, а противниците на Тито би рекле дека тоа е местото кај што се направени најголемите политички екзекуции во времето на маршалот Тито. Се наоѓаме на островот Ванге или омилената летна резиденција на маршалот Јосип Брз Тито, односно како што велат луѓето кои тука работат, омилениот дом на маршалот Јосип Брз Тито, бидејќи тој остров и таа резиденција бе направени специјално за маршалот Тито и некаде на крајот од неговиот живот, повеќе од пола година или 6 месеци во годината, тој престојувал тука ги обавал своите државнички функции и тука ги примал странските државници. Вела дека сите овие острови, значи овој архипелаг Бриони, има задржана таа една историска композиција која имаше во времето на маршалот Тито, дека многу малку направено и дека тој ексклузивитет што постал пред 30 години може се запази и денес. Точно, nije se puno promijenilo, a ono što je ekskluzivno, što mi znamo reći na Brijunima, to je upravo ta lijepa priroda i bogatstvo povijesno-kulturne baštine. Годишно вела дека најмалку еден месец престојувал маршалот Тито тука на Ванга и на Бриони и дека тоа било летната резиденција или летната престолнина на тогашна SFRJ Југославија. Kažu da je on 6 mjeseci godišnje boravio na Brijunima nekim godinama. Te rezidencije, kažem, ili je bio u rezidenciji, znači ako mu je bio neki strani državnik, onda je to bilo rezidencija, uglavnom bijela vila, a taj jedan privatni dio je provodio na Vangi. Јас сум Васко Кефтов, почитувани гледачи, немојте да бидете изненадени поради мојата кацига, значи не ова македонскиот премиер Никола Груевски или министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, кои во ваква униформа или со ваква кацига одат во мак стил кај Минчо Јорданов кој треба да ја пала дрогата. Туку се наоѓаме на бродот Галеп и од безбедносни причини бевме принудени да ја ставиме ова кацига за да може прв пат македонска телевизија или македонски новинар да стапне на овој брод на бродот Галеп. Капете, значи ова е бродот Галеп или умилениот брод на Јосип Брз Тито? Да, тоа е где се ми сега налазимо, тоа е главни салон брода Галеба од заправо школски брод кој користил Тито за време своји путувања по Јадрану, Медитерану, до Индије, Лондона и така. Значи најдалеко има отидено до Индија, до Шри Ланка, до Цело и до Лондон на средбата со Черчил или со кралицата 53 година, ако не се лажам. До Лондона исто бил с ниме и по Медитерану. Значи ова е главниот салон. Главни салон. Ту се ручавало, ту се састанци били и навеќе се гледале ту филмове, вестерни и така. Овде, значи се гледале филмови, овде бил оној Плесни поди. Подот за танцување. Под за танцување. Да. И ова значи руина сега е бил некогаш оној велелепен брод Галеп. Видите како ова све. Да, веќе након 10 година што ту стои, веќе помало и пропал. Значи веќе 10 година е тука. 10 година, да. Ние сме во Риека, значи бродоградилиште Виктор Ленац. Да. Значи овој брод беше купен, ако не се лажем, од некои црногорски бизнисмени, ништо не направија, го вратија назад. Црногорска влада га е продала Грку, Папа Николаусу, кој ништо не направи, него е ту упало у дугове и тако га е ту пустил. И колку треба пари да се поправи овој брод, бидејќи овој навистина сега веќе поприлично запуштено? Да се тоа све поправи, да се стави неку функцiju ко музеј, овако, по мојoj процени, едно 10 милиона евра, а да га се оспособи да
za plutajuće, da pliva, da plovi, a jedno 30-40 milijuna. Денес е четврток, 16 септември, некаде околу Пладна, ние се наоѓаме на железничката станица во Топчидер. Тука во овој хангар позади нас се чува плавиот воз на маршалот Јосип Броз Тито. Ние дојавме тука на Топчидер да направиме интервју со шефот на плавиот воз, господинот Желко Јовановиќ. Господин Јовановиќ, ние се наоѓаме значи во свечениот салон на плавиот воз или возот на Јосип Броз Тито. Да, овде свечана сала, овој вагон користен како свечана сала за прием негови делегации за време неговog живота, а кога се десила негова смрт, кога е преминул у Љубљани, негов посмртни остаци се довежени у овим колима. Значи, лево од нас тука се наоѓа тој салон. Да, тој салон. Ковчегот и телото на Јосип Броз Тито. И некаде 4 мај донесен од Љубљана во Белград. Од Љубљана до Белград, Јест. Се наоѓаме во свечениот салон на плавиот воз во Белград. Тука позади нас во салонот беше донесено телото на маршалот Тито после неговата смрт на 4 мај 1980 година во Љубљана. Преку Загреб беше донесено во Белград и тука беше закопан во алејата во куќата на цвеќето. Значи, господин Јовановиќ, овде е ова сала, кај што беше донесено телото на маршалот Тито после неговата смрт во Љубљана, донесено во Белград и тука подоцна закопано во куќата на цвеќето. Да, у овој сали довежени посмртни остаци претседника кај е преминул болници у Љубљани. Меѓутоа, ова е таа свечена сала, колку што можам да видам, тука собира некаде 20 до 25 столчини. Тука Тито ги примаше своите гости, односно високите делегации кои доаѓаа во Југославија, кои со плавиот воз подоцна беа префрлани некаде или ода на некои други дестинации на просторот на поранешна Југославија. 24 е могло ту да седне. Маршалова столица е била у средини, ова најшира што е овде у сали. Најважни гости седео преку пута njega у другој широкој столици, а овде су аџутанти и други министри, што каже, не знам, кој е био тај делегација, мање важни гости овде се седели со стране. Колку што можем да видам од сликите тука на плавиот воз, значи доста високи делегации се доаѓајани и гоштевани тука во плавиот воз, кралицата Елизабета, одредени афрички диктатори или председатели, Брежнев, Гомулка од Полска и така натаму. Значи тука е веќе грчкиот цар и царицата Федерика. Тука значи продефилирале доста високи гости. Јест и Хајле Селасије, цар Египта и многи други гости, Брежнев. Да, рускиот председател. Да. Значи биле тука во овде су били угошени. свечени салон на плавиот воз. Волели су сви да, што каже, да се провози плавим воз у то време. Че беше престижно да се биде на плавиот воз. Јест, у то време да. У то време, што каже, били су то најачи луѓи у свету, најпознати, примилени со овој воз. Овие водопади кои се наоѓаат веднаш позади нас, а ја претпоставам дека веќе се сеќавате и може да претпоставите, почитувани гледачи, за што станува збор. Веројатно немате убавината на водопадите на Њагара. Меѓутоа имате едно огромно символично значење за сите постари жители на поранешна СФР Југославија, бидејќи токму тука на 29 ноември 1943 година бе удрени темелите на Титова Југославија и за многумина кои се југоносталгичари, токму градот Јајце е главниот град на таа Титова Југославија. Се наоѓаме во салата кај што се има одржано второто заседание на АВНОј 29 и 30 ноември 1943 година. Во текот на таа војна во Босна и Херцеговина 92-95 година беше разрушена оваа зграда, меѓутоа пред неколку години повторно обновена. Разговараме со директорот на музеот на АВНОј, господинот Енес. Господин Енес, овде значи некаде пред 50 на 60 на година одржано тоа второ заседание на АВНОј. Ovdje pripremeno drugo zasjedanje AVNOJ koje je i održano 29. na 30. novembra 1943. godine. Токму во фотелја во која сега седам јас, почитувани гледачи, во текот на второто заседание на АВНОј, цело време седеше маршалот Јосип Броз Тито, лево од него се наоѓаше Јосип Мидмар, кој некаде на пола од тоа заседание стана за говорницата и веројатно без никакви консултации со никого, го предложи Јосип Броз Тито да биде прогласен за маршал на Титова Југославија и на Југословенската народна армија. Токму во тој момент веројатно почна да се гради култот на личноста на Јосип Броз Тито, кој во наредните 35 до 40 години беше клучна личност не само на Титова Југославија, туку и на светската политичка сцена. Значи, овие се оригинални експонати на второто заседание на АВНОј. Значи, ова е тоа работно презателство или работната маса седи тука, кај што се носат тие клучни одлуки. Фотелјата, односно големата фотелја седи маршалот Јосип Броз Тито, лево или десно од него зависи од која го гледаме седеше господинот Видмар, кој станува на говорницата и го предлага Тито за маршал на новата Југославија и на новата JNA. Upravo tako kako ste kazali. Dakle, u ovoj sali su zbilja donijete te odluke. Jedna od tih odluka je bilo i proglašenje Josipa Broza Tita za maršala Jugoslavije, koju je u stvari za ovom govornicom ovdje iznio Josip Vidmar. Тука има некаде 140 делегати. Може ли да собери во оваа просторија 140 делегати? Pa može, da vam kažem, onda je stalo i sad može stati. To je isti prostor koji je bio onda... 20
на 30 метри простор, има еден балкон горе кај што седе тие странски делегации, руската, американската или британската. I ovdje je sozdadena ta Treta Jugoslavija, всъщност. Da, u ovoj sali možda ona izgleda pomolena, ali zbilja imamo fotografije iz tog perioda, to je jedino što smo poslije ovog razaranja ovoga muzeja i sačuvali. Dakle, bilo je 142 sjedišta i sa strane, ako računamo pored ove bine, pored nas, bile su zapisnički stolovi, tu je bilo 5-6 ljudi, radno predstavništvo 8 ljudi, tako da je tu bilo oko 150 ljudi u ovoj sali kad su donošene te odluke. Се наоѓаме во работниот кабинет на маршалот Јосип Броз Тито во резиденцијата Брдо кај Крајин. Токму тука во овој кабинет кој безмалку го има зачувано 100% својот идентитет, уште таму како што изгледа далечната 1980 година, маршалот Јосип Броз Тито ги прима двајцата врвни стручњаци, дебејки од Цат и Књазев од Русија, и тука во овој кабинет ги прави последните консултации околу таа негова операција на ногата во клиничкиот центар во Љубљана. Значи тој сакаше последните денови на својот живот да ги помини тука во Брдо кај Крајин. Бидејќи климата и останатите погодности му одговара на здравјето. Да, тоа е била нека желја преседника, он е неколку пута изразио желју да би он задње године преживео на Брдо код Крања и одавде обављао исто све послове, али и због тога су ишли и у реновацију, због тога су ишли и изградњу базена кој е био везан на резиденцу. Значи, базенот е некои 30 метри полево од резиденцијата и поврзан со подземен ходник. Кога што можев да поминам овде во резиденцијата, има специјален лифт со кој се симнува доле нели до ходникот и подоцна од ходникот се оди до базенот. Да, сваки дан. Он е сваки дан за пред доручка и после вечере, после кад е гледал филм, после тога отишao у базен. Значи тако да е понекад и доручковал у базену, смо спремили доручак, понекад е дошao после базена у резиденцу, па смо направили доручак ту, али обично увек доручкова око 9 сати. Тачно или тачно у 9 сати. Ова некогаш беше спалната соба на маршалот Јосип Броз Тито во резиденцијата Брдо кај Крајин. После ампутацијата на ногата на маршалот Јосип Броз Тито и неговата најава дека би сакал својот живот да го продолжи, односно водењето на Југославија од ова резиденција во Брдо кај Крајин, во ова куќа беа направени одредени козметички измени, посебно во ова негова спална соба, бидејќи се сметаше дека човекот кој изгубил својата нога ќе треба да направи одредени напори како би можел нормално да продолжи да живее. Тие измени се направени во најголем дел во купатилото и најголем дел во приемното оделение тука пред неговата спална соба. Доека е присутен тука од 3 до 7 јануари. Тој значи ги прима овие двајца врвни доктори, дебејки, кој е доктор за срцеви болести, значи познат во светот од Хјустон во Америка, и докторот Књазев од Русија. Значи тука во ова резиденција ги прима. Во овој резиденција примио их, разговарал с ниме, дао им и ручак, позвал их на ручак. Тука во оној мал салон што се наоѓа. Мали салон где можете и видети и можете и поснимати, али тој е још овако оригинално како е био. И подоцна 4 дена после тоа тој заминува, значи, во клиничкиот центар. Се враќа ли од клиничкиот центар? Се наоѓаме во една од најумилените Титови вили, тоа е вилата Блед, која се наоѓа на Бледското езеро, изградена или реконструирана некаде средината на 40-тите години. Тука во оваа вила, на овој простор се случуваат неколку историски средби. Прва таа средба помеѓу Јосип Броз Тито и Ѓорги Димитров, тогашниот претседател на Република Бугарија, кога Тито информиран за таа резолуција на Информбирото. Втората средба е подпишување на тој Бледски договор, односно тоа де факто влегување на Титова Југославија во рамки на структурите на НАТО, и тоа е тој договор помеѓу Титова Југославија, Турција и Грција, кога Југославија станува на некој начин член на НАТО, и другите две средби се средбите на Тито со Насер и со Нехру, кога се удрени темелите на формирање на неврзаните држави. Значи, ова е резиденцијата на маршалот Тито, ова е неговата спална соба или апартманот кој го користеше до неговата смрт. Да, тоа е тој апартман кој ги он користил до своје смрти, поготово кад е био болестен, па су ga одвели у Љубљану на здрављење. Више пута е долазио овамо да се мало опоравио и онда су му спремили овај апартман кој се налази на 140 квадрата на врху виле Блед, тако да има и чудовит разглед на Бледско езеро. Овој апартман, значи, воопшто не е реновиран.
i ima zadržana ta neka istorijska forma koja беше во времето кога користеше маршалот Тито. Da, jer kuća nam je još danas u vlasništvu Vlade Republike Slovenije, tako da i ova soba ostala je takva kako je on koristio za njegovog vremena. Значи воопшто не е реновирана. Nije renovirano, ne. Интересно, например, воопшто нема балкон овој апартман од 140 квадрати и има еден прекрасен поглед на Бледското езеро. Da, malo su ove apartmane kad su ispremili kuću za njega, to su malo promijenili, jer u biti on balkona nije smio da ima zbog varnostnih razloga. Pored apartmana nalazi se nam i soba za tjelohranitelja, imao je privatno dizalo do svog apartmana, tako da niko drug nije mogao da uđe. Значи тој доаѓал со мерцедесите доле во подрумот подрумот, и со приватен лифт се качал горе до апартманот кој се наоѓа на третиот спрат на ова вила. Da, to im je bio sistem tada zbog varnosti, pa još danas ga koristimo kad imamo posjetitelje iz političkih kroga pa da trebaju više varnosti, upotrebimo ovaj apartman i zatvorimo ovu polovinu, tako da varnost nam je dobra. Имаш информација дека последната нова година пред неговата смрт Тито требаше да ја слави тука во вила Блед. To su stvari koje su nam i moji kolegi kazali da on bi trebao da slavi Novu godinu svoju posljednju ovdje, a do toga nije više došlo onda. Се наоѓаме пред влезот на Националниот парк Бриони. Во изминатите 15 години јас како вас кефтов емисијата во Центар имаме снимено ширум светот, меѓуто ова место Бриони спаѓа веројатно меѓу топ 5 дестинациите кај што воопшто имаме снимено за потребите на емисиите во Центар. Но пред 30 години ова беше едно од култните места на СФР Југославија. Тука се гордеевме дека доаѓале големите холивудски звезди ко Софија Лорен, Ричард Бартон или Елизабет Тейлор или големите светски државници ко Картер, Брежнев и кои ли се уште не. Повеќе од 200 луѓе има стапнато тука на островот Бриони. Бидејќи Тито имаше 10 или 15 резиденции на просторот на поранешна Југославија, почнувајќи од Караџорџево, Дедиње и така натаму, меѓутоа денес, 30 години после неговата смрт, првата асоциација на Тито сепак се Бриони. Pa moramo priznati, evo, svi mi malo putujemo po svijetu i kad se spomene zemlja odakle dolazimo, prva asocijacija je Tito i vezuju ga uglavnom za Brijune, jer čini mi se da je ipak ovdje najviše državnika bilo i da je ovdje sam Tito najviše ljudi primio. Ова е познатиот Кадилак или омилениот автомобил на маршалот Јосип Брос Тито, со кој тој сакаше тука по островите Бриони да може да ги вози своите гости. Пред 30 или 40 години ова возило делуваше раскошно, меѓутоа ниту денес тоа се уште не е за фрлање. Имате ли некој податок колку странски државници имат престојувано тука на Бриони, колку холивудски звезди? Дали воопшто има некои такви податоци? Postoji jedna fotoizložba, naša fotoizložba koju svi izletnici obiđu i pogledaju, gdje su prikazani svi Titovi putevi i jedan dobar dio državnika koji je ovdje dolazio. Evo, možemo slobodno reći da u njegovo vrijeme prosto nije bilo državnika koji nije došao i bio gost ovdje na Brionima. Во овој салон на плавиот воз Јосип Брос Тито прими повеќе од 60 светски државници. Тука беше фотелјата кај што Тито седеше на тие свечени вечери и со овој плав воз имаше пропатувано некаде по околу 12 земји на Балканот. Веројатно имаше отидено до Италија, Швајцарија, Австрија, Германија, Бугарија и Романија. И всушност најмногу беше користен овој плав воз во тие патувања на Тито на просторот на поранешна Југославија, патуваше најмалку еднаш на 2 недели. Значи, во воз се автентични материјали, значи ништо не е сменето кога е направен возот 56-59 година, колку што можам да видам, ова дело премногу убаво и денес, 50-55 години после тоа. Sve je autentično, znači voz je počeo da se pravi 56. godine, završen je 59. Sve znači što je u vozu sad što vidite, to je sve iz tih godina. Znači ništa nije menjano, ništa nije dodavano, skidano i tako. Znači održavanje je maksimalno, što kaže, od Železnice Srbije. Vodi se računa o meblu, o redovnom čišćenju, održavanju, farbanju. Znači sve što vidite, to je original iz tog vremena. Ovo je работниот кабинет на маршалот Јосип Брос Тито, кој тој го користел додека патувал со плавиот воз.
Возот располага со специјална телефонска централа. Од овој телефон маршалот Јосип Брз Тито можел да комуницира со своите соработници во Белград и на просторот на Југославија, меѓутоа и широм светот со сите познати светски државници. Меѓутоа, најклучно, почитувани гледачи, видите го материјалот од кој е изработен овој салон. Ова е махагониово дрво, значи специјално дрво направено за потребите на овој плав воз, меѓутоа видите го зидот. Ваква интаразија веројатно денес многу тешко може да се сретне и во кралските палати широм Европа и светот. Ова дрво што е тука, кој изгледа импозантно и денес 55 години подоцна, мене ми делува дека нешто крушково дрво или дрво, не знам, од оревина, меѓутоа е правено поприлично добро, веројатно правено на некои светски мајстори на таа тема. Да, правljeno je iz tih vremena originala održava se, znači ništa nije preuređivano, dirano, restaurirano, znači sve tako autentično kako je orahovina i kruško drvo je to rađeno. Се наоѓаме во делот на плавиот воз, кај што почнува резиденцијалниот дел на Јосип Брз Тито. Тука позади нас се наоѓа неговата спална соба, неговиот работен кабинет и спалната соба и работниот кабинет на Јованка Броз. Целиот овој дел од возот е одработен од специјални материјали, од абонос и махагоново дрво, а тапетите се направени прв пат, тоа го среќам почитувани гледачи, од специјално пресувани морски треви. Спомнуваме, че интересни се, да речеме, материјалите со кои е обложен, со кои се обложени зидовите на овој салон де Гол. Ова е доста интересен и посебно овој зелениот материјал. Што материјал се и како се направени тие облоги на зидовите? To je presuvana morska trava. U to vrijeme ne znam kako je pravljena i šta je. Uglavnom u katalogu našem stoji o vozu da je to presuvana morska trava. Znači tapetite su od presuvana, da, presuvana morska trava. Da. To su neke alge, ne znam, tačno ne znam šta je, da vam kažem. To je iz 60. godina, ali ne znam šta je tačno. Direktno ko je proizvođač i ko je šta radio, ali znamo da je presuvana morska trava. Јас стемам 10 години секаде ни светот, меѓутоа прв пат слушам пресувана морска трева, иако делува на допир импозантно, прв пат среќам таков материјал и тоа дело доста мокно. Да. Видите и сами kada odirnete kako je to mekano, ni kao štof, ni kao mebel, neki, ne znam ja kako da vam opišem to. Ова руина некогаш беше убавиот брод Галеб, почитувани гледачи. Ние се наоѓаме на палубата на бродот Галеб или на тоа што денес остана од овој брод Галеб. Брод со една многу историска славна улога, брод со кој Јосип Броз Тито ги прави тие негови спектакуларни турнеи до Велика Британија, до Медитеранот и до Шри-Ланка. Денес овој брод е укотвен во риечкото пристаниште Виктор Ленац и чека подобри времења како би бил реновиран или би бил продаден некој заинтересиран купувач. Значи, капетане, ние се наоѓаме на крмата на платформата на бродот Галеб. To je ta šetna paluba, to je njegovo privatno bilo, tu se ona šetal malo odmarali. Значи доле можеше само Јосип Броз Тито да се одмара и да се шета. Евентуално Јованка Броз. Евентуално. И евентуално Джина Лолобриджида и Софија Лорен. Гледам дека бродот на некој начин са палубата е со асфалт и со бетон направена. Бетон тако да се заштити на тиковина, дрво тиковина доле. Значи да не скапи, значи да не пропадне. Да не пропадне. Има ли вода пробиена овде на бродот? Tu nema, ima na nekim mjestima ima, da. Значи ако нешто сериозно не се направи во наредните неколку години, може да се случи бродот да биде потполно руиниран. Потоа сигурно не може. Меѓутоа мора да претрпи одредени корекции. Значи, колку што можам да видам сега од ова платформа, се сумнуваме доле на платформата кај што Јосип Броз Тито или тие негови приватни одаи. Тука можеше да излезе таму и да има целосен преглед каде се движи бродот, значи да ужива малце во сонтето, малце во Медитеранот. Да, така. Во вискито, во кубанските цигари. Цигари и виски. И виски, значи. Тоа е оној дел доле. Да. Во светската историја веројатно постоеле многу пубови, веројатно постоеле многу помокни бродови. Меѓутоа во свое време, во времето на Јосип Броз Тито, бродот Галеб беше најпрестижниот брод во светската политика. Повеќе од 170 председатели на држави, премиери или кралеви стапнале на овој брод и имале директни средби со Јосип Броз Тито. Значи повеќе од 170 председатели, премиери, краљеви, принчеви, тако ги има примерно чувени особи су били на овој брод. Овде, значи во овој салон 170. Сало и салон од Тито, што ќе Значи 170 луѓе, односно премиери, председатели. Не, али током тих година. Тоа е импозантна бројка. Да. Денес Роман Абрамовиќ. То нема таквog брода, зато су пуно njih заинтересирани за njega, само сад моментално нема пара да ga се превреди. Да, па. Еден историски брод, со своја историја. Роман Абрамовиќ може да фрли 5 милиарди долари или евра за брод. Што е интересантно, што су с тим бродом управљали 3 ратни морнарице, војне. Италијанска, немачка и југословенска. Добро, до кога е во кондиција овој брод да плови? До кога беше во кондиција? До прije 10 година. Има ли шанси да корозира, да се... тој лим... Добро е, тај лим е у добром станju. Вела дека уште 100 години може да биде во пловна состојба. 100 години.
To nisu ti limovi koji se sad rade da propadaju nakon 10 godina. To su limovi rađeni prije 37. godine. To je drugčija tehnologija unutra i drugčiji sastav. Рековте 170 председатели, премиери или кралеви били овде. Некои од овие познатите холивудски звезди има играно тука на овој? Igrali su tu, igrali su i tamo u drugim prostorijama. Друга просторија? Sofija Loren i druge, Добро, i Gina i tako. знаеле кај да дојдат? Знаеле Da, кај nije да on дојдат? bedas bil. Значи не треба да го жалиме. Zna li on uživat? Двете резиденции на маршалот Јосип Брз Тито тука во Јајце, едната која користеше во време на војната 42-43 година, а втората која користеше веднаш после војната, се разрушени во текот на таа војна во Босна и Херцеговина 92-95 година, исто како што беше разрушен музеот на Авној. Меѓутоа, за разлика од музеот на Авној кој денес се реновира, тие две резиденции се уште разрушени. Таа резиденција која е направена за Тито после Втората светска војна и во која Тито има боравено неколку пати кога доаѓал во Јајце, веројатно и таа е разрушена, бидејќи колку што јас можев да видам тука во овие неколку сати кога сме присутни во Јајце, доста објекти се разрушени во таа војна 92-95 година. Jedna stara austrougarska vila koja se nalazi neposredno iznad muzeja drugog sjedanja Avnoja, poslije drugog svjetskog rata je preuređena bila u Titovu rezidenciju. Nažalost, i ta Titova rezidencija je uništena tokom ovoga rata, a moramo znati da je Tito od 42. do 73. ovdje bio 7-8 puta. Во текот на тие тешки и силни уставни расправи, преносењето на уставот од 1974 година, големиот херој на Втората светска војна, познатиот генерал Рато Дугањич, предложи токму градот Јајце да биде главен град на идната Титова Југославија, иако тој амандман не беше прифатен, иако градот Јајце не стана главен град, туку и понатаму Белград беше главен град на Титова Југославија, тоа сепак ја покажуваше тежината и значењето кој токму градот Јајце и имаше за таа СФР Југославија. Значи, некаде 92 година е струшен овој музеј. I on je tad i nešto prije toga i on je tad i opljačkan. Dakle, ispod ove bine na kojoj se mi nalazimo, nalazio se fundus muzeja. Bio jako bogat. Mogu vam kazati samo da je u fundusu bilo oko 850 umjetničkih radova slikara sa bivše Jugoslavije, a najveći donator kad su u pitanju umjetnička djela bio je Božidar Jakac, koji je bio i vijećnik drugog zasjedanja Avnoja. A ovdje, za vrijeme drugog sjedanja Avnoja, prije i poslije, u Jajcu su djelovali slikari, kao što i književnici, i kazalište narodno. Сите тие уметнички слики, 850 швелите, се оплячкани. One su opljačkane i mi smo vratili svega 10. Добро, што стана со тие две резиденции во Јајце на Јосип Broz Tito? Tito ima dvije rezidencije u Jajcu. Jedna je ratna iz drugog svjetskog rata, to je jedna mala kuća gore u starom dijelu grada. Mi smo je zvali Titova ili Burića kuća, koja je u ovom ratu isto tako zapaljena. To je bila jedna stara bosanska kuća sa drvenim krovom i onda je svaki zapaljivi metak je mogao zapaliti. Tako se desilo da je krov je zapaljen i kuća je izgorila. Иако тогаш тоа беше чувано како најстрога државна тајна, денес е веќе јасно дека пред да замине на тоа лекување во клиничкиот центар во Љубљана, Јосип Broz Tito имаше донесена одлука својот животен и политички век да го продолжи да го живее токму тука во Брдовка Крањ, односно овој кабинет кој се нарекуваше Златниот салон на Јосип Broz Tito во оваа резиденција да биде претворен во негова работна канцеларија и тука да се одржуваат тие седници на председателството на СФР Југославија и на партиското раководство на Сојузот на комунистите на Југославија. Интересна е историјата на овој дворец, Брдовка Крањ, нова резиденција. Значи, има многу сопственици кои се менуваат во текот на животот. Предпоследни сопственици се фамилијата Караѓорđević или Павле Караѓорđević, кој окупува 1935 година и подоцна се национализира и станува една од омилените резиденции на Јосип Broz Tito. Град па е бил потим по други световни војни лета 1947 национализиран и каснеје предан тут во упорабу Јосипу Брозу Титу. Постојат многу прикрадни шпекулации дали до крајот на својот живот некогашниот југословенски комунистички водач и потврден е тај Јосип Broz Tito останал тоа што е или на крајот на животот сепак се вратил во својата католичка вера и религија. Постојат многу шпекулации велат меѓутоа тука во овој негов работен кабинет кој сметаат луѓето кои работат овде дека не изменет во изминатите 28 години. Ова е таа работна библиотека со повеќе од околу 8000 книги кои се примероци кои ги има добивано широм светот. Всушност се наоѓа на работната маса една книга која е многу интересна. Тоа е првиот приватна библијата
книгата на словенечки јазик и всушност веројатно таа е последната книга која Јосип Брз Тито има читано пред да замине на тоа лекување во клиничкиот центар. Кога последен пат Јованка доаѓа тука во Бардо кај Кранј? Mislim da je Jovanka tada bila još prisutna u martu na jednoj posjeti gdje smo imali jednu zvaničnu posjetu strane delegacije. Март 78 година. Marta. Zelo pomembno funkcijo je imel ta prostor predvsem v času Josipa Broza Tita, lovska oziroma moška soba, ki je pomenila, da je bila rezervirana samo za gospode. Po kosilu, po večeri so se umaknili v ta manjši prostor, nekoliko bolj moško oziroma živalsko opremljen, na mogoče kakšno moško debato ob kavici, cigari oziroma cigareti. Vsekakor prostor, ki je bil rezerviran samo za gospode, gospe so morali ostati zunaj. Својата последна нова година, 1980 година, Јосип Брз Тито требаше да дочека со своите соработници тука во вилата Блед. Целокупниот словенечки протокол и сите тие структури на безбедноста беа информирани и беа подготвени за неговото доаѓање, меѓутоа во последен момент таа посета на Тито на Блед беше откажана и прв пат во својата политичка кариера сам, без своите соработници, Тито дочека таа нова година во својата резиденција во Караџорџево. I to se otkazа pоради неговите здравствени проблеми. Onda smo mi tražili da to ne bude baš doček nove godine tu na Brdu, nego da idemo na Bled, u Vilo Bled. Čak smo želili u toj dijelu, tamo ima jedna kavana iznad jezera, isto u okviru rezidencije, da tamo napravimo to veče, gdje bi on preživio veče sa ovim svojim vodstvom i svojim prijateljima. Ова вила Блед е вила која беше во собственост на фамилијата или династијата Караџорџевичи меѓу Првата и Втората светска војна. После Втората светска војна користи Јосип Broz Tito. Da, u biti kuću prije drugog svjetskog rata trebali su da je renoviraju. To je bilo još za vremena Jugoslovanske kraljeve rodbine, ali onda poslije drugog svjetskog rata dvorac nije bio završen. Tako da otprilike 10 godina su radili, poslije 1945, da su spremali ovo kao kuću za maršala Tita. 1956. godine, mislim da je on već prvi put koristio kao svoju rezidenciju, tada su već sve spremili. Znači prv put 56. godina. Da. Znači nekada околу 25 години користи ова вила. Да. Дека едно од омилените вили на Јосип Broz Tito. Da. A posjedstvo nam je na 4 hektara. 4 hektara zemlje oko jezera i onda kuća. Прв пат Јосип Broz Tito доаѓа на Бриони 1947 година, веќе 49 година. Ова станала негова летна резиденција, омилено место за одмор. При крајот на неговиот живот, повеќе од 6 месеци годишно, Јосип Broz Tito поминаше тука на Бриони и од тука ја водеше СФР Југославија. Значи прв пат 1947 година Тито доаѓа на Бриони. Тако е. А од 49-та почна да биде негова летна резиденција. Тако е. Се наоѓаме на место кај што се чуват светите индиски крави, односно кравите кои Индира Ганди пред 35 години ги има донесено тука на островот Бриони пред незината официјална посета на СФР Југославија. Постоеше огромно пријателство помеѓу Јосип Broz Tito и Индира Ганди, иако на крајот од неговиот живот Јосип Broz Tito беше разочаран, бидејќи Индира Ганди сепак не гласаше за Тито за добивање на Нобеловата награда за мир. Значи сега влегоме во сафари паркот кој е во состав на овој архипелаг Бриони и на овој национален парк Бриони. И тука завршувале сите тие животни кои Тито ги има добивано на тие негови патувања по светот, Азија, Африка и од гостите кои доаѓале тука и биле присутни во Бриони. Da, na površini od 7 hektara prostire se ovaj safari park. 7 hektari. Da. Значи тоа е една огромна зоолошка градина во живо. Da. Gdje životinje relativno slobodno se kreću ovdje u ovom prostoru, odgovara im klima. Од каде се нема животни овде? Evo tu se nalaze znači, nojevi, zebre, antilope, indijske krave svete, da vidimo koji još slonovi. Nekada je bio par slonova, sada je ostala samo ženka. Soni i Lanka su bili, Soni je uginuo, sada je tu Lanka. И колку животни има во овој национален парк или во овој сафари парк? Ja vjerujem nekih 100-tinjak.
Остров Бриони има своја бурна историја, прв пат се спомна некаде во римско време, иако тука на самиот остров се наоѓаат одредени траги од диносаурусите. Пред 150 години група на австрийски бизнисмени го купат овој остров и они го прават најмонденско место во тогашна средна Европа. Во текот на Втората светска војна тука се стационирани германските, италијанските трупи и при британската инвазија на овој дел од Европа, всушност островот е бомбардиран и дел од тие објекти се веќе уништени. 47 година прв пат тука стапна Јосип Брз Тито и подоцна го прави своја омилена летна резиденција. Ова дело навистина прекрасно, доста импозантно, доста големо, повеќе од 100 животни, од каде се не од светот, антилопи, зебри, ноеви, индиски крави, коњи, слонови и така натаму. Колку луѓе се грижат ова да изгледа вака, во ваква кондиција? Pa par ljudi se brine, 4-5 čovjeka, međutim imamo i životinje koje se nalaze u slobodnom prostoru, to su jelenska divljač. Ова е специјалниот вагон кој секогаш беше закачан за композицијата на плавиот воз и тука се чува и се переат тие Титови мерцедеси кои беа составен дел на плавиот воз. Во моментот кога плавиот воз ќе застанеше, да речеме во Загреб, па Тито требаше да оди во Кумровец, тога се ваде мерцедесите, беа исчистени, беа добро очувани и подоцна го продолжуваше патот со нив. Тука значи во овој вагон се чува и се пере мерцедесите на Јосип Брз Тито и секој се носи на тие негови патувања со плавиот воз. Обично велат дека еднаш на 10 до 15 дена маршалот Тито со овој плав воз ги правил тие тури на просторот на поранешна Југославија. Целиот воз е озвучен и со помош на микрофоните кои се наоѓаат тука возот, тој им се обраќал на публиките, на граѓаните кои го очекувале во одредени градови, дали било Титоград, Мостар или така натаму. Да, председник Тито е во одреđenim станицama пред широким народnim масама otvarao prozor, uzimao mikrofon i pričao, ceo voz je ozvučen, znači spoljna zvučnica, s obe strane imaju zvučnici i on, znači, uključi se to pojačalo i on je, znači, široke narodne mase su slušali šta je on pričao u to vreme. Drže govore razne. Спомневалиш, значи ова е таа енергетска кола која се наоѓа како составен дел на плавиот воз. Која беше функцијата и улогата на ова енергетска кола? Ова енергетска кола su funkcija njihova, znači, da kažem odmah da ih ima dvoja. Ova i još jedna rezervna koja su uvijek išla u sklopu plavog voza. Znači dve koли? Dvoja kola, da, sa dva motora, dve elektrane. Znači, njihova funkcija je bila da prave struju za plavi voz, za, znači, šporete, za osvetljenje i za klimu. Значи да прават преку овие две котларници енергија за целиот плав воз? Да, за цели плави воз и за клима уреđaje плав воза. Имаше ли клима плавиот воз? Тој е изграден 56-та, 59-та година? To je multinacionalna klima, pravili su je Amerikanci, Englezi i Šveđani. Значи американци, енглези и швеѓани прават климата за плавиот воз. Да. Значи тоа се овие објекти кои се тука над нас. Klima je u plafonu, kroz ove male rupice tu je izlazio hladan vazduh, na primjer kad se aktivira klima. Значи 56-та, 59-та година американските председатели немале клима во своите кабинети, меѓутоа тука во плавиот воз имало. Да, да, имало je плав voz. И значи струјата се обезбедува тука од овие две енергетски централи. Da. Jedna uvijek bila u funkciji koja je radila, druga je bila u rezervi. Ako ova zakaže, da se pali druga. Rade na dizel naftu, na dizel gorivo. Значи на секој деталј се внимавало при изградбата на тој плав воз. Jeste, svaki detalj se misli. И веројатно во своје време тоа било чудо на техниката. Čudo. I sad je čudo za neke, i sad čudo to još. Овој брод Галеб со една славна историја и славна традиција, бидејќи во своето време беше центарот на тој светски политички и холивудски джет-сет, бидејќи тука стапна од Софија Лорен до британската кралица Елизабета. После смртта на Тито имаше едно многу тешка живеачка. Веднаш после распадот на СФР Југославија бродот остана во црногорските пристаништа, бидејќи црногорската влада немаше пари го продаде некој од грчки нови сопственици. Тие се обидува неколку години да им го инвестират својот капитал во овој брод, меѓутоа на крајот не успеа и бродот пред 10 години е вратен тука во Риека и чека подобри времиња. Значи капетане, ние се наоѓаме во салонот на бродот Галеб. Значи тука од лево од нас беше спалната соба на маршалот Јосип Брз Тито, десно на Јованка Броз. Тука е салонот и тоа приемно оделење кај што ги примат гостите во тие неформални разговори. Da, tu je neformalni razgovori i tu je on većinom provodio svoje vreme. Tu i vani na terasi. Значи овде се направи, гледам дека се уште се овој дел барем е во многу подобра ситуација него што беше оној дел кај што беше салонот. sačuvana voda još ni tu prodela, tako da je dobar salon. Значи уште не е водата пробиена овде. Da. Веројатно постоеле многу пубови, веројатно постоеле многу помокни бродови од бродот Галеб. Меѓутоа во своето време бродот Галеб беше најславниот брод во светот, повеќе од 170 претставители на држави. Премиери на влади или кралеви стапна со својата нога тука на бродот Галеб и беа гости на маршалот Јосип Брз Тито. Денес овој брод е руина и чека ни подобри времења како бил купен или би бил реновиран. Колку беа силни моторите на овој брод? Колку можеше да потегни? A ti motori, ima dva motora, original motora i oni su mogli razvijati brzinu do 21 čvora, do 21 čvora. И добро, капетане, на едно нормално патување, да речеме од Риека до Целон, како што беше Тито,
со овој брод и со брзината кој тој брод ја постигнуваше, колку време беше потребно? Pa oni su putovali, sad ne znam točno koliko su putovali. Обично велат дека 3 месеци таеше таа турнеја негова со бродот Галеб. Ne znam da li je on išao preko iza Afrike ili kroz Suez. To ne bi zna reći, ali njega su pratile 2 trgovačka broda. Oni sam išao. Значи не одеше сам, туку 2 трговачки броди. Da, koji su nosili hranu i potrepštine za to. Добро, обезбедувањето одели некои 2 војни брода и со него, претпоставам. Одделот на обезбедување, да нема некои несакани инциденти. Podmornica ga je pratila do Otranta i vjerojatno 2 razarača, Split i koji je bil Kotor. Значи, подморница до Отранската врата, значи до влезот до Крвското море. Pa poslije 2 razarača, Kotor i Split, koji su ga pratili do dole. Значи, безбедноста беше загарантирана. Токму тука во оваа зграда позади нас, почитувани гледачи, на 29 и 30 ноември 1943 година беше одржано второто заседание на АВНОј, кога беа удрени темелите на таа Титова Југославија. Токму тука во оваа зграда, што е многу важно за нас македонците, беше донесена одлука Македонија, македонскиот народ да биде составен дел на таа Титова федерација. Подоцна таквата одлука беше верифицирана на првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година, а подоцна при распадот на СФР Југославија, тие одлуки беа всушност земени како темел на таа нова поделба на СФР Југославија на 6 независни држави. Така и македонскиот народ и Македонија доби своја независност, која подоцна беше верифицирана на 8 септември 1991 година. Тоа е историјата, се друго се шпекулации. Господин Енес, во текот на таа војна во Босна 1992-1995 година, овој музеј е разрушен. Колку што може да видам надвор, се уште има една биста на Моша Пјаде. Во таа биста на Моша Пјаде има 8 дупки од куршуми, значи некој се изживувал и 8 пати има испалено во бистата на Моша Пјаде. Значи беше разрушена таа спомен соба, беше разрушена она пештерка, беше разрушена црквичката, кај што се одржуваат сите тие активности. Кога го обновувате овој музеј? Pa mi smo pokrenuli inicijativu negdje 2004. kao nevladin sektor. Sve беше razrušeno? Sve je bilo razrušeno. Evo, mogu vam kazati da je u ovu salu na zidove nabačeno 10 tona maltera, novog. Znači, nov maltera 10 tona. 10 tona, hodovi novi, prozori, mahom novi. Dakle, struja, instalacije, sve je tu urađeno, sve iz početka. Znači, zgradata je obnovena, međutim, eksponatite se ostanati originalnite. Jeste, oni su bili rasasuti po jajcu. Evo, jednu smo peć koja je originalna našli čak u Novom Travniku. Во текот на 1979-1980 година, кога трае тоа лекување и тие претраги, односно истраги околу болеста на Јосип Броз Тито, на 2 пати маршал Тито доаѓа во вила во Блед, 2 пати тука престоја, меѓутоа како што велат тогашните вработени во Словенечкиот протокол, веќе не беше тој стариот Јосип Броз Тито, доаѓаше со посебно обезбедување преку подрумот на вилата со посебен лифт, се качуваше во својот апартман и не разговараше со никој. Господине Матијас, значи ова беше киносалата на маршалот Јосип Броз Тито, тука во вилата Блед, денес е претворена во банкет сала или во сала за одредени конференции или концертна сала. Da, to u biti Tito je koristio kao svoju kino salu kad je želio da gleda filmove, pa i za prijame tujih državnika koji su mu došli na posjetu. Ali danas malo smo je pretvorili tako da je koristimo za seminare, za različite prijame državnika koji nam još uvijek dolaze u posjetu i više su nam popularnija i venčanja. Ljudi koji se vjenčaju može to da nam obave ovdje u Vili Bled, ovdje onda gore imaju banket. Znači se vjenčaат во салата кај што Тито гледал филмови? Da. Значи и тоа има одредена атракција тука. И за тоа има одредene ljude, da. Ова фреска што се гледа нели со југословенското знаме, поранешно југословенско знаме, тоа всушност беше порано зид од кај што се наоѓаше човекот кој го пушташе филмот за да може маршалот Тито да го гледа. Da, u biti istraga su spremili jednu malu sobu gdje su mogli staviti kinematografa i on je onda projecirao filmove za njega na stijenu da je mogao uživati u miru i tišini i pogledao film. Според информациите кои ги имам тука, значи во ова банкет сала се примени Нехру и Насер некаде пред 30 или 40 години. Од високите светски државници Нехру и Насер се примени тука во Вила Блед. Da, oni su lično došli ovamo na sastanak jer Tito ima ovu strategiju da neke ljude je doveo ovamo, druge do Brda, tretje do Briona, a Nasser i Nehru došli su ovamo, da. И тука се тие бледски разговори помеѓу Тито и Ѓорги Димитров и формирањето на тоа јужно крило на НАТО, Турција, Грција и поранешна Титова Југославија. Da. Iz ovog vremena imamo još nekoliko fotografija
Maršalja, tako da ljudi kad dođe ovamo može ih vidjeti na paviljonu Belvedere, na našom razglednoj točki, tako da ovdje se zbivalo već mnogo. Gospodin Vasili, vi se nogete vo ona delegacija vo plavi odvoz koji go nosi maršalo Tito od Ljubljana do Belgrad, su odredeno za stanovanje vo Zagreb. Kakva je atmosfera vo plavi odvoz? Ja i žena Metka smo bili zaduženi tada u bolnici. Onda su nas zamolili da sredimo i spremimo taj plavi voz, da se može u to vreme kad plavi voz ide do Beograda, negdje išao brže, negdje malo sporije, da se može nešto popiti, nešto umjesto pojest, da ljudi ipak nešto imaju to i mi smo se nabdeli taj plavi voz sa hranom i pićem. И добро, каде све има, на кои све дестинации има патувано плавиот воз? Дали само на просторот на поранешна Југославија или некаде во странство Тито има патувано свој плавиот воз? Pa većinu slučaja na prostoru bivše Jugoslavije, ali više i što kaže međudržavne posjete, išao je Austriju, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju, Bugarsku, Italiju, Švajcarsku čak je išao. Plavi voz je prešao sa Josipom Brozom Titom oko nekih 600.000 km. Значи некаде околу 600.000 км. 600.000 km je prešao, da. To je veke brojka, gospodin Jovanović. Jeste. Što kaže, u to vrijeme često se i koristio za razna putovanja, što kaže, svako duže putovanje išao je plavim vozom. Останете со нас и по рекламите обстети финалето на нашата вечерашна емисија на тема сите резиденции на маршалот Јосип Броз Тито. Се наоѓаме на едно историско место, тука некаде пред повеќе од 50 години Тито, Насер и Нехру ја подпишаа таа декларација за неврзаните и тука се удрени темелите на тоа движење на неврзаните, кој некаде во еден временски период од 30 до 40 години беше еден од трите клучни фактори на светската политика. Интересно е дека сите 80-та година помалку почнавме да се откажуваме од Тито, во изминалите 20 или 30 години имаше сериозни амплитуди кон негувањето на тој однос кон Јосип Броз Тито. Македонија и Словенија во еден момент беа веројатно првенци или најголеми југоносталгичари во рамки на поранешна Југославија. Меѓутоа, во последно време и Србија, а претходно и Хрватска се подпират на Тито, на минатото на Тито, на движењето на неврзаните и секој што им треба ги користат и услуги на неврзаните. Последниот пример беше Хрватска, која стана непостојна членка на Советот за безбедност. Dio je toga Hrvatska kao republika i nacionalni park Brijuni njeguje tu kulturnu i povijesnu baštinu, a kako je on dio te povijesne baštine, naravno da njegujemo i spomen i jednostavno taj dio povijesti. Веројатно сите наши политичари помалку сонуваат да бидат нов Јосип Броз Тито. Pa ne bi se usudila to reći, ali vjerojatno i nešto ima o tome. Јас сум Васко Кефтов, ова беше емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Вие вечера, почитувани гледачи, можете да проследите темата сите резиденции на маршалот Јосип Броз Тито. Ние се гледаме во петок, идната недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.